Македонската берза стана дел од иницијативата на ЕБОР и дел од 7 берзи на Централна, Југоисточна и Источна Европа. Може ли пред се да објасниме суштински што значи ова за македонската берза? Да, секако. Оваа иницијатива беше подпишана пред еден месец фактички во ноември во Братислава и тоа е помеѓу Европската банка за обнова и развој и 7 берзи од поширокиот регион. Македонска берза била често, како што е познато, дел од разни вакви интеграцијски иницијативи, но ова е прв пат да имаме едно поинакво друштво, значи станува збор за земји од Централна Европа, како што се Полска, Унгарија, Романија, Словачка и земји и од овој наш регион, како што се Хрватска, Словенија и Бугарија. Прво да кажам што се причините за оваа иницијатива генерално, затоа што е тоа иницијатива на Европска банка, но и доста синхронизирано и на некои политички нивоа во рамките на Европската унија. Имено тоа е продолжување на напорите кои ги прави Европска унија за проектот така наречен на Capital Market Union, кој сега неодамна се преименуваше, сега се вика Investment and Savings Union. Значи Европска унија е свесна дека пазарите на капитал во Европа со тек на време заостануваат во нивниот обем и ефикасност во однос на американските пазари. И од тука се прават и овие политички и институционални уселби, фрагментираните пазари на капитал во Европска унија да се некако хармонизираат и некако интегрираат, затоа што проценка е, тоа беше неодамна многу актуелно и во овој Драги репорт на Марио Драги и така натаму, дека Европска унија заостанува во иновативноста, во високите технологии и така натаму, а токму пазарите на капитал се сметаат како главна предност на американската економија, зошто толку е сето тоа успешно, Силикон Вели, високи технологии и така натаму. Затоа преку проектот на Capital Market Union, се Investment and Saving Union, се прават обиди нешто да се направи и да се подобро состојбите во Европа. Македонскиот берзански индекс пред само неколку дена го урна сопствениот рекорд. Пред себе сакала да ве прашам на што се должи вакво раздвижување на пазарот на капитал. Да, македонскиот берзански индекс МБ10, кој е воведен точно пред 20 години во 2005 година, деновиве има нови историски рекорди, инаку неговата базна вредност е 1000 поени и над 10.000 поени, колку што има деновиве, имал само 2 пати во онаа славна 2007 година. После 17 години пауза фактички или чекање, индексот токму на минатата нела на 19 декември на Свети Никола го обори тој рекорд и сега деновиве сме сведоци на неколку така наречени all-time high вредности на нашиот индекс. На што се должи ова? Комбинација на фактори, секогаш на пазарите на берзите некаква комбинација на фактори, поволни или било какви се причина за некакви пазарни случувања, значи подобрени макроекономски состојби, зауздана инфлација, намалени каматни стапки, потоа позитивните берзански движења на глобалните берзи, ова е одлична година за сите берзи и глобално и регионално, тие имаат психолошки импликации на одлуките и на нашите домашни инвеститори, понатаму добрите перформанси на нашите компании, котирани, атрактивни дивиденди, особено и едното и другото во секторот на банкарските случувања и една серија на корпоративни настани оваа година, сплет на околности, сите позитивни. Промена на менаџерски структури во некои котирани компании, потоа имавме едно корпоративно дејство, сплит на акции, значи тоа исто добро дојде како сигнал на пазарот и серија на спроведени или очекување превземања меѓу котирани компании. Сето тоа влијаеше. Сега ги спомнавте бројките, особено за оваа тековна година која што изминува. Имавме, може да се заклучи дека има одлична година. Каков е вашиот заклучок сепак за 2024 и очекување за следната година? Како што реков, ова е добра берзанска година за сите пазари и глобално и локално. Би ја окарактеризирале како година на многу пријатно позитивно изненудување. Имено
и големите светски инвестициски банки на почетокот на оваа година во нивните, нели, вообичаени прогнози за тој временски период не беа волку оптимистички, дел од нив беа доста по-песимистички со нивните прогнози, а и нашите брокери и фондови, кога ние на почеток на годината скениравме, нели, кој е сентиментот, кој е нивното мислење, беа многу поумерени во прогнозите. Значи, годината е одлична, подобра од очекувањата. Вкупниот промет на берзата е некаде денови, уште 4-5 дена на тргување има до крај на година, е над 205 милиони евра. Во тие рамки прометот во без системот, класичното тргување е над 110 милиони евра годишно и тоа е најдобар промет во таа категорија во последната деценија. А овие неколку дена што ни преостануваат, ништо чудно и вкупниот промет да го однесат на број 1 ренкинг на децениско ниво. Ценовата перформанса веќе ја коментиравме и таа е одлична. И сега што се очекувањата за наредната година? Тоа е, нели, секогаш она неблагодарно прашање, но од друга страна ова е период крај на годината кога се прогнозира. И еве, например, излезе деновиве Financial Times со некакви анализи од 10 најголеми инвестициски банки. Оптимизмот е висок, посебно за американските пазари. Од 10 инвестициски банки, 9 предвидуваат дека американските пазари ќе продолжат со овој позитивен тренд. Мислењето на инвестициските банки за европските пазари е многу пошарено, поумерено, дури некои од нив се и песимисти. Валуациите, значи вреднувањата на акциите и со тоа и пазарните капитализации на секаде, вклучително и на нашиот пазар, се доста високи, доста на некој начин растегнати. Ке треба позитивниот сентимент да продолжи, да преовлада во услови на вакви валуации, за да не дојде до било какви корекции, дал ценовни, дал на вредностите на пазарите. Глобално многу ќе зависи од тоа што се случува по доаѓањето на новата американска администрација, односно старо новиот председател Трамп, и во делот на економските политики, таму се предвидени доста вака неконвенционални потенцијални случувања, а и геополитичките случувања што ќе се случи. Кај нас тие глобални случувања дефинитивно ќе имаат големо влијание, психолошки тоа се прелева секогаш, во комбинација со очекувањата локални да продолжат добрите резултати на котираните компании и на крај би додал и да нема некој тип на непредвидлив локален шок. Во рамките на тие детерминанти ќе биде определена берзанската година, пак ќе кажам и глобално, и регионално, и локално. Ви благодарам за гостувањето во Bloomberg. Благодарам на поканата.